вечер. Вие слушате Радио Канал 103, хорор емисијата Данс е Макабра со 196-та епизода, посветена во серијалот на емисии кои ги одржуваме ние во нашето немило и мало студио, посветени на поднасловот хорор естетика, во кој што барем еднаш во месецот ја имаме таа чест и привилегија да имаме присуство на еден уметник во просториите на Канал 103, односно делот кој што е посветен на режисерите и режисерките кои со нивното творештво ќе ги разглобаме во сите аспекти кои што можеме во текот на оваа емисија, така што со мене ова вечер имам ќе бидам во друштвото на прекрасната Ана Јакимска. Здраво. Добре дојде. Добре најдов. Се ми кажа дека не ти е тебе прво доаѓање во 103, така што си запознаена со горе-долу со амбиентот кој што владее во ова радио, така што се надевам дека ќе се обидеме да ја доближиме твојата филмска естетика конкретно на слушателите на оваа емисија и се надевам дека тоа ќе мотивира голем број на македонски конкретно режисерки кои смело би застанале за сето тоа во што веруваат и би ги направиле своите први исчекори барем за оформување на својот ајде да кажеме своите првенчиња, колку и да тоа звучи бенигно. Меѓутоа во секој случај ти благодарам што одлучи да бидеш дел од оваа емисија и чисто ова мора да го преживее секој кој доаѓа за прв пат во една хорор емисија, мора и тебе да те прашам тоа. Кажи ми дали можеш да се сетиш на кога за прв пат во твојот живот кој беше првиот хорор филм кој што го погледна и кога беше тоа, ако можеш воопшто да се сетиш. Првиот хорор филм? Да, и каков впечаток воопшто остави тој жанр на тебе? Па веројатно не памтам како се викаше првиот хорор филм што сум го гледала, ама има една сцена што многу добро ја памтам и што ме плашеше веројатно месеци после гледањето на филмот. Мислам дека ме направи генерална траума кон целиот образовен систем. Одлично. Затоа што сцената беше уствари девојка што живее во интернат, значи ученичка средна школка. Зборуваме за американско говорно подрачје? Да. Да, англиски филм, окей. Значи, тоа беше девојка која што е во некаков интернат на балетска школа. И во целата таа приказна... Зборуваме за Суспирија, значи? Да, во целата таа приказна професорите беа тие што беа оствари негативците, антагонистите. Значи, беа дел од таа некоја виканска заедница, некаков тип на вештерки и слично. И особено една сцена со професорката Марија, која што се појавува неочекувано. Како и многу работи во жанрот што се случуваат. Да, значи таа сцена со професорката ја памтев многу долго и ми беше страв да одам после тоа и во средно и така натаму. Значи првиот допир со жанрот го имаш со Дарио Арџенто и Суспирија, така што таа ми е сцена што ме прогонуваше. Значи филмот го гледав како многу мала и него памтев како се вика, го барав долго време да го најдам пак да го гледам. И го најдов оствари пред некоја година, го гледав пак имаше сличен ефект. Значи... Така, значи се повторува без разлика на тоа колку време има поминато, значи сепак остава таков траен впечаток. Да, така што ствари ако се запиша во средно бев многу стрикна што не се работи за интернат, што нема да мора да поминам низ тоа низ кое што помина протагонистката. Значи јас се борам против моите професори и не дај Боже да мора да ги убијам на крај за да се спасам. Па кој на што е подготвен да направи за поголема оценка? Тоа е тоа. Во емисијата донесе твој музички избор, односно на почетокот на емисијата можеме да им кажеме на слушателите што слуша воопшто? Да, значи почнавме со една песна од Дюран Дюран, што ми е омилена од нив. Значи Дюран Дюран се обично познати као некој поп таков лајтерица бенд, а ова е малку подругачија песна од нивниот помрачен период. Се вика Да шофер, возачот. Има исто многу интересен спот за песната, така што тие што слушаат можете да си го погледнат, многу е провокативен. После тоа слушавме Гири Нјуман Карс, таа ми е омилена песна за во кола. За возење. Како што кажува името. Би го заклучил, да. Да. Одличниот Гери Нјумен, дефинитивно миленик на емисијата.
Да, помилува ми е што се погоди. После тоа слушавме Adam and the Ants, една песна која што е многу смела и која што се смета за една од химните на ЛГБТ популацијата, Prince Charming. Значи, поинтата на лириксите на песната е да не се срамиме од тоа што сме, да бидеме срекни со тоа како изгледаме и како се чувствуваме. Така една многу весела и силна песна. После и една слушавме химна. Bauhaus. Да. И една химна. Химна, толку, нема потреба ништо повеќе да се каже за All We Ever Wanted. И мислам дека сме до тука Во стигнати наредниот со блок музиката, ќе направиме тука една кратка музичка пауза и ќе ги слушнеме. Слушаме на една од новите песни на бендот Лару. Тој ми е сега така од новите бендови умилен. Значи синглот Let Me Down Gently. После тоа продолжуваме со OMD, па не можеме тука да... Потоа ќе се така, вратиме во добро, студиото и добро. ќе продолжиме со Окей, овај супер. убав момент кој веќе го започнавме. Фино. Вие слушате Радио Каон 103, хорор емисијата Дансе Макабре, 196 епизода, посветена на серијалот хорор естетика. Со мене во студиото е македонската режисерка Ана Јакимска и во воведот на самата емисија прозборувавме за првите стравови кои ги имаш доживеано соочувајќи се со хорор на малото платно, предпоставам, го имаш гледано на На телевизија. многу мало екранче. Одлично. Немаше ни платно. Фер. Меѓутоа, доволно силен впечаток има оставено жанрот за да го добиеме едно од твоите последни остварувања кое што влегува длабоко во самиот жанр. Меѓутоа, ајде да позборуваме за почетоците, ајде да позборуваме за наопаку, ајде да позборуваме за тоа како што ми го спомна додека не одевме во емисија, за првите студентски филмови и каде се наоѓаат, каде водеше инспирацијата воопшто за снимањето нови филмови и дали некогаш светот ќе може да ја погледне. Значи, првиот филм беше најсмешната работа што никогаш никоја има снимено, не ми се верува дека постои, иначе го има на Vimeo, така што може да се види. Ама кога ми текнува на тоа искуство, не ми е јасно како успеа да се нафатат тие актери да учествуваат во тој филм. Заради тоа што тогаш, значи, што бев студентка на драматургија, значи пишував сценарија и драмски текстови, немав воопште поима од режија, значи бев почетник, само ентузијаст, имав желба да работам. Што некогаш е доволно, очигледно. Да, значи имав кратко сценарија што беше као исечек од животот, требаше да трае многу кратко и навистина филмот искачи 5 минути, така што не е дека нешто тука се смени за време на снимање. Не дека цел живот е прераскажан во тие 5, Да, меѓутоа е добар пресек. Значи една случајна средба на двајца непознати ликови случајно се среќаваат на автобуска постојка и тука се открива нешто за еден од ликовите што е као интересно. Многу беше чудно заради тоа што значи немав искуство прво како режисер, ангажирав актери кои што се професионалци. Очигледно дека некој што на млади години целел на високи дострели. Значи, наместо да напишам ликови кои што би биле 15-16 годишни за да можам да снимам со натурчици, значи натурчици се луѓе што не се професионални актери. Заедно сите да пораснете во некои филмот. Студенти евентуално, значи исто почетници во работата. Јас отидов со луѓе кои што се ептен навлезени во филмската работа, значи едната од нив е Катина Иванова. Значи Катина Иванова е доајен на македонската кинематографија и театар, има многу улоги, има многу искуство. Значи она беше една од ликовите, а вториот беше Борче Начев, кој што имаше зад себе долгометражен филм и работено со Милчо Манчевски. Така што притисок некаде. Исто така прилично не ми е јасно како се нафате и двајцата да глумат во тоа што го имав испланирано. Но беа многу фер. Значи
многу беа професионални цело време и доста беа полни со некоја позитивна енергија, со поддршка, значи има бодреа цело време за То време на е многу снимањето. важно, барем за секој деби остварување на млад режисер, да. Значи, јас кога завршив со тој филм, кога завршив со снимањето, мислев дека сум направила нешто огромно, значи дека сум направила некоја ремек дело кое што Одлично. сега ќе направи промена во светската кинематографија, не само македонската, значи толку беа оние двајцата фини со мене. Така. И толку пробуваат да нема повредат и да не ми ги посочат сите тие проблеми што ги имав ја за време на подготовките и снимањето, што ја стварно во еден момент се осетив као дека сум више професионалец. Така, значи веќе почна да размислуваш кои странски звезди да ги викнеш во твојот нареден филм. Следно Скарлет Йохансон, мислам тоа е ниво на Кюбрик достигна. Да, дефинитивно. Тоа е добра отскочна даска, мислам, од студентски филм. Скарлет дефинитивно ќе се нафати, верувам. Да, беше страшно. Значи, сцената ми беше во есенско време планирано, а снимавме негде 25 јули, значи добро памтам, беше 3 сат попладне кога почнавме со снимање, значи негде од кај 2 се спремавме, во 3 почнавме веќе со снимање, бевме на сонце. Така, значи станува збор за 2011, станува збор за таа есен, не оваа есен сега што ја имаме, така што можете да замислите колку било топло. Така што тоа беше претерано топло, а они има еден многу дебел слој шминка на нив. Јас решив тоа да го кадрирам во многу крупни кадри, затоа што као секој почетник бев многу фасцинирана од можноста на камерата да се доближи до окото и само окото да го снима. И мислам дека тоа е врвната уметност. Повторно ќе кажам, сите од некаде почнуваат. Така што тој слој на шминка стварно изгледа како да не е лице на жена, туку како да е варосен зид. Со сите контури и релефни облици кои што ги крие со себе. Мислам дека постигнавме некој 3D ефект, така што ете и во нешто сме иновативни, да, и затоа има секако поддршка начинот за кој што ти сакаш да соработуваш со поголеми магнати, се разбира. Мислам дека немаше да стигнам до таму кај што сум сега да не беше тој почеток. Одлично. Дефинитивно. И од тој скромен почеток мислам дека може да се префрлиме на еден сосема поразличен медиум, затоа што веќе започнува со игран филм, ако може така да дефинираме. Добре, тој беше игра. Дефинитивно беше играно многу играчи, ајде така да потенцираме. Меѓутоа мене тоа што ја бев играна во филмот дека сум добар режисер. Дефинитивно сите, мислам тоа е подобро затоа што имаш налетено на актери кои биле фини со тебе и ти помогнале. Како бебе. Значи, они беа многу добри со мене. Затоа што би можела да налеташ на најразличен калибар на актери кои бите омаловажиле и не би ти дозволиле воопшто да застанеш зад камера, а не пак пред неја или од било која страна да се доближиш на Тоа беа прекрасни луѓе и јас поради нив никогаш нема да го тргнам тој филм од интернет, колку и да сум свесна дека тоа не изгледа како што треба. Тоа е едно искуство што стварно ми влеа многу самодоверба и поради кое што сакав да правам уште филмови. Мислам дека дава додатен елан. Да, одлично ти дава додатен елан. И како што се договоривме пред да почне емисијата, им должиш барем по некоја главна улога во твоите наредни филмови за ова. Барем. Ако ништо друго, да. Може да кажем и зошто, како всушност тебе ти влијаеше документарниот филм, односно што научи од самиот тој процес на документаристиката, односно говорам за би се викал Барбара, односно животната приказна на трансродовата Фифи. И што те привлече од таа приказна да се фокусираш на неа и колку процесот на работење на документарен филм тебе те направи поголема авторка пред се на филм. И што научи од самиот тој процес? Да, многу беше различно. Значи, претходно имав завршено 2 кратки играни филма. Играниот филм колку е стресен за организирање, толку е некако и поконтролиран како процес. Заради тоа што имаш наратив, имаш сценарио, имаш секој знае што треба да прави. Што се случува и другите луѓе знаат што ќе се случува и сега тука може да има некои промени во тек, ама во главна знаеме кон што целиме, кој треба да ни биде на крај резултатот. Тоа во документарниот немаме некаков предвиден резултат, туку
сите одиме заедно да го откриеме, значи да стигнеме Така. до него. Значи аморфно е, се обидувате да ја извлечете приказната Да. од самиот Да, значи субјект. мислам дека е невозможно да се нема никаква теза како автор. Значи кога и пристапуваш на било која тема, иако идеално за документаристика би било да немаш теза. Значи да идеш Да бидеш објективен, барем да, од тој да. новинарскиот аспект, да ги докажеш сите можни аспекти, да го доловиш, барем Значи- приказната да не биде пристрасна. Така. Тоа е значи во теорија тоа би било најдобриот пристап. Меѓутоа, Нама јас значи работев дури као новинар неколку месеци. Значи овако кој имам 17 години негде, работев во Шпиц и значи дури тогаш не успеав да бидам комплетно објективна, затоа што сите мислеа дека сум објективна, нели, као преземам одговорност за тоа што го пишувам, а секогаш имав некој момент на изоставање, некои делови од вестите што ги пишував. така што мислам, е да. еден вид на манипулација сепак на вистината Да, и мислам дека е невозможно да се каже вистината комплетно. Така, апсолутно, кога, да. Кога ја кажува еден човек, значи ако има еден автор на документарецот, секогаш мора да имаме предвид дека тоа е вистината низ неговите очи. така низ неговата призма Да. на која што е самото дело. Сепак тоа е еден човек кој што ја гледа и раскажува таа приказна, тоа не може да биде објективна вистина. Дури иако протагонистот може ние го имаме во 80% од филмот како зборува Така. за себе, сепак тоа се делови од неговиот говор што јас сум ги селектирала. Точно. А Така тоа што, може, да. имаш материјал за бирање, значи огромен и секоја монтажа може да доведе до различен продукт. Така, значи, еве, А со конкретно зашто случајот беше избран? Со Фифи, значи, кога Така. снимавме документарец, немавме многу материјал, имавме некои 8 сата вкупно на крај кога завршивме, а документарецот има 10 минути. Така што од тој материјал можеше да се направи и нешто со комичен тон. Значи Точно. имаше и такви ситуации, така што можевме да тираме. Кога би се издвоиле тие, дефинитивно сосема друг. Да, можевме да тираме и комедија, можевме да друг тираме контекст. и некоја жалопојка комплетна, значи нешто такво многу меланхолично. Јас се одлучив да одам со нешто што ќе биде најблиско до реалистично. Значи Така. нешто што нема да биде ни премногу страшно, затоа што таа самата себе не се доживува како жртва во општеството. Така? Иако тоа ми беше претпоставката, затоа што ја не ја познавав неа лично претходно. Така, значи се сретнувате за специјално за снимањето Да, на тој специјално, филм. значи се видовме на кафе и кажав дека планирам да снимам документарец за неа, дали прифаќа, дали се свиѓа идејата. И она беше прилично отворено уште од почеток. Немаше никакви проблеми со тоа да се снима, раскажуваше работи за себе. Иако нормално не се пред камера, значи многу од приказните беа кажани зад камера, ама Тука доаѓа етиката на Да, самиот да, автор, да. што би применила, што не сепак. Ама мислам дека беше важно што јас ги слушнав тие приказни, колку и да ја убедував да ги каже пред камера, не сакаше да ги каже, колку и да бев ја разочарана во тие моменти што ги немам, нели, као најинтересните, најпикантните Така, делови така. што ги немам на футеж, што ги немам снимана. Меѓутоа- сепак мислам дека беа важни за да изградам ја Така. некаква слика за неа која што ќе биде блиска до тоа кој е она на вистина. И тоа тебе би те водило, Да. например, за како да биде конечниот изглед на самиот тоа ме водеше, документарец. значи да избегам од портретирање на Фифи како некаква жртва, затоа што таа Така. самата себе си не се доживува како така. жртва. А од друга страна, ако припадник нели на ЛГБТ заедницата се третира како жртва, тоа е исто така некој вид на стигматизација. Колку да Точно. тоа нели позитивна дискриминација, пак е дискриминација. Председа. Да. Ние не можеме цело време да посочуваме дека они имаат проблеми, затоа што они имаат само проблеми. Они никогаш се фантастични сликари, фантастични поети. Точно, сето тоа се засенува само ради нивната полова определба или како и да. Дали мислиш дека тоа ја подигна свеста наоколу, дали мислиш дека тоа имаше некако вид на не знам, намалување баш на таа стигматизација и воопшто какви беа реакциите ако можеш онака да споделиш? Па да, генерално беа позитивни реакциите, значи имаше многу пораки со поддршка за Фифи, значи пола ги добивав јас, повеќе од пола ги добиваш она директно. Одлично. Си ги споделувавме така што знаеме прилика што како се случуваше. Така. Имаше многу малку такви пораки со хейт, значи навредливи, многу малку, значи мене само 2 ми стигна и од тоа едната беше зошто трошите пари на вакви филмови кога можете нешто друго да снимате. А дечкото веројатно не беше известен дека ние не трошевме пари уопште за филмот. Значи Океј, секој со своја илузија. Не беа веројатно за, не знам, такси превоз до негде
Тоа беше тоа, окей. некоја пијачка. Ако тоа за него е трошок, супер. Да, он мислеше дека веројатно тука ние некои страшни фондови сме користеле. Да, дефинитивно Холивуд го исцедивте, мислам, со овој документарец. Сте можеле да снимите барем 4 долгометражни филми. Па 8 часови сте имале материјал, така што. Да, инаку генерално беа позитивни коментарите, мене особено ме радува, мислам ме радува, колку ме радува толку и не ми е мило што имаше потреба од нешто вакво да се случи за многу луѓе да направат coming out. Ама беше момент кај што ете некои луѓе кои што се чувствуваат како поразличен пол од поразличен род уствари од својот пол. Така? Го кажа тоа јавно. Ете конкретно еден другар на Фифи го направи тоа и сега исто се представува себе си како жена, проден како машко. Чисто го напоменувам од аспектот дека живееме баш во такво општество каде што тие се соочени со предизвиците на секојдневието, буквално каде што треба да се судрат со најразлични аспекти на малоумието, така што мислам дека барем твојот филм помогна во давање на тоа што кажеш. Една призма дека станува збор за човек кој има своја потрага по сон и баш тоа претпоставувам дека е една од причините да го хуманизираш самиот чин на прикажувањето на овој аспект. Не да правиш банален циркус од сето тоа или да навлегуваш во дискусијата за што плюс. Мислам, претпоставувам дека. Да, поинтата повеќе ми беше да представам дека тие луѓе имаат нешто во животот кое што не се свидува само на нивниот пол или нивниот род. Така. Значи, ако е Фифи трансродово, она не е само тоа, она има и други работи во животот што се многу поважни. Ова би биле веќе биографски информации. Така, ништо повеќе од тоа. Исто така, као што например на вести кога ќе јават, не знам, македонски албанец направи криминал во Женева. Така што тоа албанец што се издвојува од целата приказна е биографска информација која што не говори за неговите копнежи, стремежи и аспирации. Да, проблематично ми е малку што такви биографски информации конкретни се издвојуваат во некоја ситуација за да се стигматизира одреден дел од популацијата. Тоа покажува едно пониско ниво на свесност. Дури не мислам дека никогаш и намерно се прави, значи дека знаат луѓето што прават, туку веројатно по некаква инерција. Да, по инерција, да, веќе по навика веќе пак други. Пак некоја потреба од групирање, као нели ние сме тие нормалните, ние сме да, окей. Другите се маргиналците, тие се надвор од кои би ни ги рушиле сите норми и стандарди. Да, тука беше малку момент на збунатост, нели као се што е различно од мене ме буни и едноставно не е правилно. И не е добро, да, и тоа ќе ни го уништи општеството. Yeah, right. Да. Океј, и се селиме од примитивизамот на тоа што најмногу би ме интересирало мене, односно Надвор е ладна. Филмот кој го работеше со твојот снимател Бранко Аврамовски, кој што се врзува за митот снимен на факултетот каде што претпоставувам дека и јас и ти имаме поминато многу часови, чекајќи ги нашите професорки да се појават и да се смилуваат, да ја завршат нашата агонија и да ни ги дадат нашите мили оценки. Мило ми е што ја имаше таа пајажина во филмот заради тоа што ја гледав неколку години и размислував кој воопшто би се смилувал и зашто некој би се замарал да ја избрише. Мене ми се веруваше дека пак ја имаше таа пајажина. Значи ја дипломирав на филолошки факултет во 2011. Сега беше 2014 кога се вратив за снимањето и кога ја гледав локациите, значи тоа беше некаде зимата измеѓу 2013 и 2014 и случајно кренав глава нагоре и видов истата пајажина што ја гледав претходно неколку години и не ми се веруваше дека ништо не се сменило. Не би требало заради тоа што таа пајажина реално не постои. Таа ја гледаме само во таква ситуација кога веќе со часови живееме, се срснуваме со факултетот. Изгледа, да. И таа е најверојатно некако одрас на таа фасцинација што имаме. Лудило. Меѓутоа, го имаме митот за факултетот кој што е направен над гробиште, значи нешто што е се присутно барем во американската кинематографија, го имаме во најразлични аспекти на куќи кои се наоѓаат, на најразлични објекти кои се поставени врз темелите кои се наоѓаат врз некакви мртовци, да ги знаеме во предвид, кои се манифестираат во форма на неживи материја, односно се манифестираат во форма на духови.
Првите што се сеќавам на таа ситуација е Полтергејст, нели, со мртвите тела во подножјето на самата куќа. Меѓутоа ти го имаш употребено, тоа најмногу што ми се допадна е колку ти е жива поставеноста на камерата, односно колку движење имаш воопшто за самиот филм, кое за самиот хорор жанр е многу важно, заради тоа што тоа покрај, нели, музиката, покрај светлото кој што одлично ги владееш, кој што доволни се за постигнување на сета таа јазива атмосфера, што се основи на самиот хорор жанр воопшто. Имаш движењето на камерата кое што ретко го гледам, барем ретко толку смело да го употребуваат, значи тие трекинг шотс што јас ги нарекувам, што најверојатно големиот простор ти ја даде таа слобода. Да, значи самата зграда е така составена, има некои многу широки простори и некои многу тесни. Тесни, да. Така што во тесните, да, беше малку тешко тоа технички да се изведе. Да, претпоставувам, заради тоа што се наменети за еден човек, да, најчесто сме чекале по 20. Не дозволуваше баш нешто многу тука екзибиции. Супер. Ама самата поставеност на приказната беше таква што бараше клаустрофобичен аспект за прогонување. Да, бараше некоја таква поставеност на камерата и на самиот мизансцен. Така што ги биравме заедно со снимателот, со асистентот режија и со продуцентот, ги биравме локациите многу време. Иако ја мислев дека ја знам зградата на памет, нели, со сите години поминати. Така. Мислев дека нема делче од неа што ми е непознато, ама сега кога отидов да ги гледам локациите, видов дека има всушност многу такви некои мали скалечки зад скриени врати што никогаш не сум ги видела. Кои добро изгледаат очигледно на камера, така што можеш одличен агол да фатиш од сето тоа. Да, значи бевме најавени кај деканката на филолошки факултет дека сме таму присутни како филмска екипа и снимавме за време на зимскиот распуст. Така што немаше луѓе, немаше проблем, значи непречено имавме пристап до сите простори. И супер беше тоа што чуварите ни даваа клучеви за буквално за секаде кај што сакаме. Така што тоа е редкост некој што може да се пофали дека на располагање го има факултетот. Да, чуварите беа фантастични, значи дури еден од нив беше и статист во филмот. Одлично, значи, дури и своја филмска кариера веќе има почната. Мислам дека се викаше Владимир Ангеловски човекот, не сум сигурна, го имаме на шпицата запишано. Значи чуварот што е во сцената кога главниот лик излегува под цигари па сваќа дека наеднаш е многу ладно надвор, да. Значи тука кога проаѓа покрај портирницата, чуварот што глуми дека спие е вистина чуварот, што се плашеше уствари малку да ја прифати таа улог на статист, заради тоа што мислеше дека ако премногу е реалистична. Ќе се соживее премногу до таа улога. Ако евентуално значи го гледаат луѓето од администрација или деканката. Така. Дека ќе биде малку проблематично да го видат како он спие на работно место. Да, меѓутоа се надеваме дека тоа ќе го сватат, дека е сепак жртва за уметноста која... Имавме неколку текови ради него, иако он беше во втор план, скроз многу малку се гледаше. Главниот лик Атанас, значи имаше цела работа. Така. Имавме неколку текови заради тоа што не сакаше да се наведне малку подолу во столчето, значи да изгледа дека спие. Нели беше као, ама добро, ја ве спијам со затворени очи, ама да, мора ли вака? Да, ради автентичност не ја ради ништо друго, меѓутоа окей, супер, значи некој едноставно се плаши дека преубедителен ќе биде во својата улога. Да, ако би го слушнале професионалните актери, мислам дека би се израдувале. Би бил мотив за создавање на уметност пред се. Меѓутоа, интересно е амбиентот, повторно ќе потенцирам, заради тоа што го постигнуваш со една оркестрација, што доста е интересно зашто се одлучи воопшто да имаш баш бомбастичен примес на музиката, затоа што гледам дека имаш доста присутно, значи покрај тие амбиентални делови кои што ја воспоставуваат нели подлогата, имаш доста бомбастични аранжмани. Зашто таа лука? Заради ритамот. Повеќе пошто сакам да има контраст меѓу различни делови во филмот. Така. Обично не сакам во било што снимам да бидем премонотоно така. Тоа е некое исто расположение да тера. Така што таа промена уствари во расположението се забележува и кај главниот лик тоа. Значи, така, нели тука набојот во самото дејство доаѓа. Доста добро го направи. Значи од
таа некоја препотентност што ја покажува како лик на почеток, нели младиот амбициозен професор што е така ги одбива девојките за пиво, па сака да остане на работи на тезата, е така малку као career driven лик. Така, дури со она скептицизмот кај него кој што провеува, нели? Скептицизмот цело време му е на ниво. Така. Се до моментот додека не забележува дека не е сам во дури има и моменти кај што јасно се гледа веќе дека не е сам, значи гледачот е свесен дека тука нешто употребаш point of view на самите сили на духовите кои што продираат низ тие фини и убави ходници каде што се случува целиот тој прогон и зашто се одлучи на тој престрод кој реално го говори јазикот на самиот жанр, односно зашто реши да за тој фатален чин кој не знам е препознат воопшто на самиот огромен број имаме на поистоветување каде што нели човекот кој што го навестува злото на крај да биде тој што ќе исчисти работата, нели што од 50-тите во хорор жанрот имаме тој приказ на gatekeeper. Да. Феномен. Да, тоа значи зашто се одлучи за да го потребиш? Ликот кој што на почеток изгледа безопасно и сосема небитно, ги негува. Може и го забораваме ни оствари, ни да, го гледаме на почеток, после тоа сваќаме дека не е важен. За приказната предпоставуваме дека не игра никаква поважна улога. А на крај гледаме дека тој оствари еден од клучните антагонистите, да. Клучниот што ја прави целата работа. Чуварот на злото, што би рекле, да. Тука сакам да направам една паралела, значи покрај хорор приказната, малку подлабоко ако одиме на едно друго ниво на самото сценарио. Ова веќе не би било хорор приказна, туку би било приказна за човекот кој што е преамбициозен, превише предаден на кариерата. Значи така, што се случува со driven, ликот, да, вака на ниво на приказна што се случува, тој значи го убиваат после 12 сат или полногривото на духовите, на нечистите сили. Го убиваат и тој останува некаде во самата зграда. Значи со лифтот станува дел со самиот лифт, со самиот чин. Тој станува дел од зградата. Сега ова на некое друго ниво, значи како некоја алегорија би било приказна за човекот кој што останува без приватен живот, без своја јас, значи се посветува буквално на тоа што го уништува. Станува едно столче само во некоја училница и цел живот само прави уште еден докторат, па постдокторски некој ресерч. Да, во дадениот случај тоа беше демистификација на догмите, односно на суеверието како што е предшкртано. Доста убава пародија имаше на самиот почеток, како скавана бе, браво. Од каде произлегува тоа општа и компаративна книжевност? Јасно. И додека сме кај нашата катедра, на твојот канал на YouTube забележав едно видео кое што мене реално многу ми се допадна и ме изненади. Тоа беше рециталот на Јулијана Стојановска, односно рециталот за Анабел Ли. И баш многу ми се допадна колку спонтано нештото изгледа и сето тоа влегување во фокус, излегување во фокус, колку убава игра и колку е изводливо нештото и колку треба да биде практикувано што е можно повеќе, заради тоа што прво имаме импозантно дело од маестрален автор, второ имаме симпатична изведба која што плени буквално и со самата тежина и непосредност која што има. Како се случи снимањето воопшто, зашто дојде? Тоа беше случајно, значи најслучајно. Најспонтано што може, предпоставувам, да. Тоа беше најспонтано, значи јас и Бранко другар ми имавме апарат со нас и одевме на кај МКЦ. Во МКЦ уствари таа вечер се организираше, мислам, 30 години од постоење на катедрата компаративна книжевност. Значи јас го организирав настанот пред нешто као церемонијал мајстор. Одлично. МС. Да. И одевме значи со Јулијана и Јуля исто другарка многу добра. Она требаше да ја рецитира таа песна и имаше научено на памет, значи имаше спремена. И случајно значи ја прашав као ако може нешто да рецитираш од песната и она почна од почеток. И значи најспонтано Бранко сам уклучи апарат, мислам дека Јуля не ни мислеше дека ја снима или не мислеше дека ќе го зачува тоа што го снима. Меѓутоа, да, комплетно некако неоптоварена од фактот дека тоа некаде ќе снимено, остане. Да, она тоа си го кажа, дури си гледа во камера, значи изгледа многу
многу спонтано стварно, као Да, доста натурално. како цел живот да било со камера. Така. Си ја кажува песната од почеток до крај, значи ние кога видовме дека она ја кажува, не прекинавме, воопшто не интервениравме, оставивме само да се случи. И таква ствари никако и стигнавме до МКЦ Со готово филмско дело во камерата, што би се рекло. И туку јас како церемонијал мајстор нели обезбедив едно платно и имавме таква славна проекција на видеото. Значи не монтирано онака ро го прикажавте, така што нај директно што може, онака. И покрај Анабели сакам да позборуваме и за Лавиринт. Филм кој го имаш корежирано со Бранко Костевски. Да, значи тој истиот Бранко што го спомнав сега. Спомнавме за рециталот на Илијана. Кажи ми што те инспирираше за ова случка од секојдневието кој што е уникатна сама по себе. Може да им дадеме на слушателите мал вовед за тоа што всушност Лавиринт треба да представува, заради тоа што е пикантно, заради тоа што сексуалноста е сепак еден од водечките мотиви кои што се провлекува низ неколку од твоите филмови, се надевам дека и во иднина тоа ќе може да забележиме, меѓутоа во Лавиринт мислам дека е најекспониран тој аспект. Да, отприлика и ја мислам сега како ја гледам тука на пишање на хартија, ја мислам дека во Лавринт најмногу го имаме тоа. Значи жал ми е што не може наслова да се преведе добро на македонски како што е на англиски. Би изгубил многу од... Значи Лавиринт го преведуваме затоа што тоа е единствената опција што ја најдовме, инаку ние како компаратисти, нели, колега веројатно знаеш. Да. Ние сакаме така си правиме некои нови кованици да експериментираме со зборовите. Кои што не би се одвестувале со ништо освен со нашето его. Скроз. Значи, на англиски насловот е Лавринт и треба да асоцира некако на љубовна мрежа, на некои љубовни сплетки. Иако прашање што соодветствува со самото действие. Со структурата, со све. Иако прашање колку тоа се љубовни односи меѓу нив или повеќе некои нагонски. Така, значи зборуваме за примитивните, Значи, тука модерната џунгла. Тука веќе не зборуваме за Анабел Ли, ова е... Да, дефинитивно ова е веќе едно сосем различно ниво на поимање на нештата. Така, различно ниво на љубење. Точно, да, тука веќе немаме патос. Значи, ова настана како вежба на сценарио, значи заедно ја напишавме со Бранко, инспирација се сите тие чудни ситуации, уствари, кога се оди во некоја јавна институција најчесто. Значи, мене лично како жена, да кажам си, ме вознемирува моментот кога ќе видам така медицинска сестра која што е премногу сервилна на докторот. Значи, секретарка... Максимално објективизирана. Секретарка во некоја исто јавна институција која што нагалено си го вика шефот и сваќаме дека тука има нешто многу поразлично. Да, од тоа што се прикажува. Самата ситуација не би била проблематична доколку не би биле така поставени работите, да ние сме свесни дека веројатно таа жена не е среќна со позицијата што ја има. Значи кога би била, не знам, љубовница по незин избор би било окей, ама додека го прави тоа со цел да постигне нешто друго во животот, тоа е социјален случај. Така, дефинитивно, меѓутоа, одлично е тоа прикажано во Лавиринт, очигледно станува збор за неодговорна секретарка, како што е потенцирано и неверен шеф. Да, тука шефот е во фокус како проблематичен лик. Да, очигледно дека не само тој како што претходно потенцираше заради поставеноста на нештата. Да. Меѓутоа, кажи ми, поминувајќи ги сите овие филмови кои ги имаш зад себе, што останува на кое што немаш постигнато, што е нешто што те води за воеднина, некое сценарио кое you're dying to do? Имам неколку такви приказни, во главно се автобиографски. Значи, сите работи до сега што ги имам правено се никако поврзани со нешто што ми се случило во животот. Значи, би се викал Барбара е поврзано со фаза во која што јас се преиспитував собствената сексуалност, значи некаде во средна школа. Така што
некако секогаш тргнувам од себе, не ги барам приказните надвор од себе. Да, и кој автор воопшто може да каже дека не е автопортрет секој негово дело, Да. барем во одреден сегмент. Да, ама мислам дека до сега сите овие беа многу мали сегменти, значи Така. особено еве надворе ладно е, значи некоја приказна која што сум ја слушнала дека сум студирала на компаративна, ми Така. оставила впечаток. Сум сакала некогаш во животот да направам нешто со неа, значи прво планирав тоа да биде расказ, после тоа кога почнав со режија решив дека е многу подобро да биде филм, да не биде само расказ. Okay. Ама се тоа некако спорадични ситуации кои што не ми влијаеле лично на тоа која сум како човек. Значи, И сакаш мислам подлабоко да мислам дека влезеш во некако себе си. бегам од тие теми, некако Така. нели цело време као пробувам да прикријам дека еве да ја работам теми кои што ми се мене важни, кои што јас сум ги прошла, ама цело време се фаќам за овие што се поповршинските. Мислам дека тие што се навистина Така, битните треба длабински да навлезеш со малку поголем ги- засек. Да, ги ставам на страна, затоа што предпоставувам дека не е многу лесно да се влезе во нив. Затоа Дефинитивно. што може конечно да те сменати како личност приватно, ако навлезеш во анализа на тоа што навистина значила за тебе некоја ситуација што ти се случила. Затоа што пред се треба да го предоживееш уште Да. еднаш на твоја кожа, најмалку уште еднаш, целиот процес додека се создава филмот и уште еднаш додека се монтира, се разбира. Уште многу пати се преживува до ниво Да, кај што или те менува конечно, или па другата полесна варијанта. Значи достигнува некој ниво на абсурдност, на обсолет, кај што Така, каде што веќе не си ти е- инертен, веќе не каде ти што е не те важен допира, дел од да. животот, да, веќе го гледаш како некоја приказна надвор од тебе. И како што- некој друг да што се не ти појавува случува што тебе. нема допир со тебе, да. Меѓутоа до тој процес додека дојдеш очигледно дека треба многу слоеви на кожа да извадиш од себе и да се Да. соочиш многу пати во огледалото. Секој автор го има тој проблем, така што се надевам дека во иднина ќе ги надминеш тие планини кои што сами по себе знаат да бидат непотребен товар, затоа што мислам дека имаш одличен почеток на твојата филмска кариера, така што само со поголемо вдлабнување на тие тематики кои што ги носиш во себе, мислам дека ќе ја дадеш само нова димензија, еден плюс на тоа што сакаат да го гледаат луѓето во Тоа планираме да се случи. Одлично. Може тука да направиме кратка музичка пауза, може да ги најавиме Морисе, предпоставам. Да, Морисе и Стјукси. Значи, ова е match made in heaven. Значи, кога бев помала, мислев дека Стјукси ми е онака adopted mother. Као дека ми е некој вид на мајка, значи се поистоветував со неа. Морисе ми е многу драг, особено кога проаѓам низ некој емотивно потежок период. Мислам дека он е единствениот човек што ме разбира на светот. Како ми е за тоа. мене. Фала му стварно, значи Морисе и Вуди Ален ми се единствените што ме разбираат кога ми е тешко. Потоа идеме со Boomtown Rats. да, со познатата песна за луѓе што сакаат масакр во основни школи. Отлично. После тоа одиме со едно од моите омилени New Romantic песни, значи The Lebanon, таа е за војници Лебанон. И на крајот од овој блог завршуваме со Fade to Grey. Отлично. Уживајте во музичкиот избор на Јакимска. Вие слушате Радио Канал 103, хорор емисијата Данс е Макабре, 196-та епизода, посветена на хорор естетиката. Со мене во студиото е Ана Јакимска. И иако имавме еден ненајавен дел дека ќе го пуштиме во емисијата, меѓутоа одлично легна по Депеш Мод. Среќен роден ден на сите што имаат роден ден денес. Одлично. Преминавме и до секторот на поздрави и честитки, меѓутоа ја оживеавме една вечна тема од еден од најмаркантните и најважните поети на денешницата, ќе кажам. На постоењето на човештвото, односно Ана Велви. Ние сме духови тука иначе во студиото. Покрај сите други неживи битија кои не окружуваат за потребите на оваа емисија, меѓутоа ја слушнавме Ана Велви во рецитал на Јулијана Стојановска. Една
одлична и спонтана пред се изведба, а и на таков начин ја вклопивме во самата емисија. Во претходниот блог зборувавме за твоите филмови, конкретно за сето тоа што можевме или не можевме да го погледнеме од тебе во изминативе неколку години, за сето тоа што те води како аспирација за да погледнеме во иднина. Меѓутоа за проблематиката на гледање, односно негледање. Зборувавме за тоа пред емисијата, зборувавме за тоа за архивирањето воопшто на овие почетоци, односно архивирањето на зачетоците на една естетика која што подоцна би се развила. Многу е важно кај режисерите кои, ајде да кажеме, станале магнат, односно постаменти на филмската уметност. Тоа го прави, например, еден Полански, еден Линч, нели, ги збираат сите студентски филмови и сите експериментални филмови воопшто и ги поставуваат, нели, на одредени DVD, Blu-ray, какви да се изданија. Да, и нашите генерации плюс ги имаат гледано во точка, старата точка, веројатно, на тие убави вечери организирани. Одлично, значи таа е практика веќе на светските режисери. Зошто тоа не го имаме, тоа антолошко, ако ништо друго, издавање на студентските филмови или па нивно, ајде да кажеме, постојано репризирање во нашите ајде да кажеме во кинотека, конкретно да ја напоменеме како еден од објектите каде што би можеле да бидат архивирани пред се и да бидат прикажани барем во некакви вечери на македонски студентски филм со назнака на тоа дека тоа се изданија на веќе реномирани автори или автори кои што веќе имаат неколку остварувања за себе и ова се као зачетоците, односно стендпоинтот од каде што би почнале. Зошто не имаме пред се DVD изданија на овие филмови и пред се зошто нема такви програми кои што се присутни во барем за таа проблематика, ако може да позборуваме, заради тоа што извини само пред да почнеш, ова го напоменувам континуирано заради тоа што во Словенија имам барем такви изданија од Хрватска и Словенија видено, каде станува збор за краткометражни хорор филмови на буквално дебитантски остварувања на режисери кои по 3 филма на пример на едно DVD ги има во оптек пуштено, тие веќе си имаат посериозни проекти за себе работено, меѓутоа овие циркулираат меѓу луѓето, не као зборуваме за DVD-ерка, зборуваме значи за официјално издание, кое што си има зад себе бутлеки, буклети и сите аспекти кои што треба да ги има едно издание за себе. Зошто тоа да не го имаме тука? Мислам дека кај нас луѓето веројатно се срамат од тие некои први филмови што ги имаат направено, особено тие што постигнале нешто, нели, повеќе понатаму во животот. Немаме, скоро никогаш немаме шанса да видиме некои први филмови на големите режисери, не знам, на Милчо Манчевски. Мислам дека Столе Попов има некои кои што се достапни. Така. Не имаме нешто во библиотека на ФДО. Некои од тие први документарци што ги има снимано уште како помошник на татко му, на Трајчо Попов, и како негов соработник, така што он е еден од исклучоците, ствари позитивен пример. Друг што исклучок од ова би бил мојот професор Антонио Метрикески. Он ги има архивирано сите работи што ги има снимано во животот некогаш. И е единствениот од кој што немам слушнато некој негативен збор за своите први филмови. Значи, е свесен веројатно дека нели за недостатоците или за тоа е сепак преодна фаза во творештво која мора да се помине. Повеќе аматеризам отколку некоја сериозен ангажман, да. Но мислам дека он си ја цени таа енергија што ја дал во нив, тој ентузијазам што го има во моментот и некако тој младалачки бунт е... Успеа уште да си ги сака тие филмови, тоа е фасцинантно кај него скроз, мислам. Одлично, еден од ретките примери за тоа. Да, инаку генерално вака и помладите, значи мои колеги немаат навика да ги репрезираат тие некои своји први филмови, веројатно станува збор за некоја свртаност на напред повеќе отколку на назад, нели не сакаме да ги гледаме овие филмови што веќе ги имаме направено. Сакаме повеќе да пишуваме нови приказни, да ги раскажуваме тие приказни сега што не се актуелни. И тоа е супер, значи тоа е добро како Да, движење напред е. Да, тоа секако е добро. Но не би било лошо, значи посебно заради тоа што кинотека е една прекрасна институција што е секогаш отворена за сите македонски филмски автори. Така што мислам дека повеќе станува збор за некој недостиг на комуникација меѓу авторите и кинотека или можеби мрзаво прашање.
Секогаш е Затоа тоа клучен што- фактор. Затоа што тоа знаеме дека кај нас е фактор. Инаку, јас конкретно сум имала ситуација кога сум била во кинотека да замолам да имаме заедничка проекција на документарци. Така. И тоа било не само одобрено, туку и поддржано и окуражено Одлично, за да се одлично. случува понатаму пак. Тоа што немавме публика беше еден плюс на целата ситуација. Сосема друга проблематика која што е многу важна да се допре колку рецепцијата на филмот, односно колку луѓето денес се свесни за тежината на нештото што се прикажува или колку се свесни дека треба да бидат присутни и да го поддржат филмското дело. Тоа е една сосема Добро, поразлична мене ми проблематика. е па некако многу социјален момент тоа да бараме сега поддршка за тоа што Не. го работиме. Не од тој аспект гледано, Или во смисла ние се трудиме, ајде ценете го нашиот труд, ние ова за вас го правиме, или малку како мајка која ти готви спанање, ти никеш да го јадеш. Дефинитивно не од тој аспект, меѓутоа така да ми изгледа. и нема ни да биде така третирано, меѓутоа од аспектот дека чисто да се подигне нивото на кинокултура и одење во и не само на блокбастерите и самото тоа дека станува збор за домашно творештво, дава еден посебен белек на тоа да не се мисли барем авторите кои денес работат да не мислат дека почнуваат од нула. Баш ради тоа, поради тоа. Да, се слагам дека би било убаво да има такви некои ретроспективни проекции, да се навратиме на тоа што некогаш било работено. Чисто заради тоа што има многу филмови, значи годишно отприлика не знам се снимаат по некои 50-60 кратки филмови, од тие ние гледаме еден едва е. Максимум. Значи долгометражните, да, обично имаме шанса да ги видиме, Да. иако прашање е кога ни се достапни, кога не. Точно, Значи, заради тоа што имавме- станува збор за еден филм годишно. Да, имавме сега ситуација и со Балканот не е мртов, Така. што беше нели прикажан премиерно, па после тоа повлечен пак на монтажа. И јас на пример не стигнав да го видам воопште, затоа што тогаш не бев ништо тука во Македонија. окей. И после кога се вратив, кога го немаше, веќе беше повлечен. И тоа е еден, значи, долгометражен македонски филм, од ретките што ги имаме, што не сум успела да го видам, а обично се радувам многу на секоја премиера на македонски филм. Како и да е, да, мислам дека треба малку повеќе ангажман од самите автори или нивните продуценти. Дефинитивно Значи тоа генерално попаѓа тоа, на да, генерално на тоа е продуцентска работа, само што кај нас во Македонија никако повеќе режисерите сами си ги тираат филмовите, значи колку и тука да има продуцент кој што си ја работи својата работа, Така. некако режисерот е тој што на крај останува И со филмот. покрај што останува и промовирањето на неговиот грб, значи PR аспектот, покрај тоа што остануваат нели тој сепак е автор, значи тоа мене ми е непоимливо како самите автори остануваат единствените луѓе кои што се во машината на доближување на филмот до рецепцијата, онака као се губи посредништвото со оглед на тоа што никој друг не сака да се замара. Реално. Да, го немаме тоа кај нас. Многу мислам не само кај нас во Македонија, туку генерално во цела Европа. Тоа е случајот, нели, повеќе режисирот е тој што си ги тегне работите, затоа што работиме и авторски филмови, значи Така. ние немаме продуцент кој што доаѓа со сценарио па најмува режисер, туку Така. обично тој режисирот што или нашол сценарио, значи Или го има од многуте сценарија што така. ги прочитал или самиот го напишал, што исто мислам дека е малку проблематично во нашата кинематографија, што режисерите сами ги пишуваат сценаријата, не се секогаш обучени за тоа да го прават. Точно, заради тоа што тоа Така се што посебно така што имаме, значи, некои лоши ситуации каде што гледаме дека режисерот е многу талентиран, ама заради тоа што приказната не е добро структурирана, целиот филм некако малку нели. Так, Губи. Треба да се штелува. Да, ако тоа така е еден проблем што мислам дека реално треба сега нашата генерација да почне да го решава. И јас планирам да не режирам многу често свој сценарија. Значи, особено ако е некоја приказна што ми е мене многу важно да ја раскажам, тогаш да, може. Иако имам дури 2 години тренинг исклучиво Така. сценарио и драматургија, сепак има луѓе што тоа го учеле 4 години, после тоа го работат професионално, имаат многу повеќе вештина во сето тоа, така што секогаш би ангажирала некој сценарист. И мислам дека е време оваа генерација да го направи тој пресврт, да почне да соработува со сценаристи и да направи приказни кои што ќе може да бидат поуниверзални, не интересни само За мала само- групација на Само за маргинални некои луѓе. своји другари. Значи Така. тие приказни треба да се проверат дали функционираат пред да бидат
пуштени во етер. Так, а додека сме кај проверување на колку функционираат приказни, колку ти си задоволна од животот на твоите филмови на филмските фестивали каде што се прикажани? Па, не сум ги пратела на премногу фестивали, значи таму каде што сум ги пратела, обично се обидувам ако се блиску дека Така, во околината на Македонија да присуствувам и јас. Така? Зашто мислам дека е важно барем еден човек од филмот да биде таму присутен, да го презентира на некој начин, значи тоа не мора да биде некоја формална презентација. Да. Може да биде чисто и муабет со луѓето што се таму за време на паузи. Што е многу важен аспект на тоа. Многу е важно да се направат тие некои контакти, да се представи контекстот на филмот, затоа што не секогаш луѓето се запознаени што значи македонска кинематографија. Така. Значи не знаеме дека македонската кинематографија е доста млада, така што сите тие некои влијанија што ги носи од другите уметности што имаат повеќе традиција на оваа почва, се може да се забележат во филмот. Сега тоа некој може да го детектира и како грешка, ама некој може да помисли дека е стил, значи Автентично, некој може да го земе во таков предвид. така што треба да се има некако предвид и контекстот на целата средина каде што настанал филмот, затоа што некоја гледаме филм од Јапонија, веќе сме свесни за контекстот што го носи тој филм. Гледаме филм И од за Германија, многу јасно, знаеме, значи гледаме филм од Фатих Акен, знаеме која е ситуацијата на турците во Германија. Така. И веќе тоа не носи еден друг по-објективен, широк контекст, сепак. да, за конкретното дело. Значи може да тоа е субјективно обоено со тие некои информации што ги имаме. Секое дело е. Да, ама самото тоа добивање на тие информации не возможно пообјективно да го оценеме. И затоа мислам дека не е доволно на фестивал само да се испрати филм и да се чека некоја награда да се добија, туку е особено важно некој представник на филмот кој што Да биде посредник до да, самото значи дело особено некој што е помеѓу. поблиску до целиот процес на изработка на филмот, значи режисерот или сценаристот или продуцентот евентуално. Така, со своји очи го видел раѓањето на тоа некој дело. од тие луѓе да биде таму присутен, да може тоа да го презентира на некој начин. Кажи ми само уште да навлеземе за за преминот кој што го имаш направено ти конкретно во твојот авторски израз. Зошто одлучи да се префрлиш од проза на подвижни слики? Зошто ја направи таа трансгресија, да кажеме, од еден медиум во друг? Што ти овозможи филмот, што мислеше дека е лимитирачка страна на книжевноста и што мислиш дека доби воопшто некој плюс? И зошто одлучи на тој начин да ти биде тоа стилско изразно средство? Па, за разлика од многу луѓе што уште од тинеџерство или од младост знаеле дека сакаат да бидат режисери, јас прилично касно го сватив тоа за себе, значи имав негде 22 или 23 кога Никогаш не е касно тоа. кога сватив дека тоа е тоа што сакам да го правам и као доста се залажувам со други работи, дека не ми се доволно исполнувачки, дека не се чувствувам задоволна од кога ќе завршам, например, еден расказ или фотографија само. Значи, некаде од средно почнав да се бавам со фотографија, аматерски или како хоби. Ми беше интересно скроз, почнав да развивам филмови аналогни, имавме таков час во гимназијата кај што учев во Нова, значи имавме мануелна фотографија што рачно се развива и тоа беше многу интересен процес, нели затворени во темната соба, тука ги развиваме филмовите. Физички е присутен во твоите раце, буквално филмот многу кој треба интересно да искуство беше, мислам дека тоа беше еден момент што ми покажа дека може уметноста да биде и некако помистична, да има некој плюс момент, значи не е се така видливо на прва. Баш во тие моменти на развивање на тие некои први филмови, да, некоја, сега да не звучам патетично, али некоја таква магичност, некоја фина атмосфера. Значи зад завесата премина од другата страна. Да, нешто такво малку, као од другата страна на циркуската завеса. Супер. Тоа беше тоа што ми беше интересно, инаку ја цел живот мислев дека кога ќе пораснам ќе бидам писателка, дека ќе пишувам раскази, тоа ми беше планот. Ама никако не бев многу задоволна со тие раскази што ги пишував, не мислев дека се добри. Значи многу се мачев додека ги пишував прво. Значи ги пишував со денови, правев драфтови и на крај не бев задоволна.
и тоа прилично ме фрустрираше. Сваќав дека више имам 20 и нешто години и не можам да си ги простувам сама на себе тие работи као заради младост или ова уна, дека едноставно станува збор за недоволен талент во областа. Океј. И тоа си го прифатив, така доста зрело, можам да се пофалам сама себе, нели? Као Многу малку наши автори може да си го на 20 некоја година, да, припишат тоа на себе. дека Храбро. тука ќе можам веројатно со многу напорна работа да стигнам некој ниво на медиокритет. Така. И тоа не ми беше доволно, значи не сакам тоа да бидам во животот. Сватев дека во фотографијата се изразувам подобро Така. и помислев дека може визуелната страна да ми е некако Посилна од жичка. лингвистичката, да. Добро. И се префрлев на режија после тоа, значи после долго мачење со пишувањето, значи пробував со раскази цел живот скоро. А после тоа со драмски текстови, сценарија и не успеав да бидам задоволна од ништо што ќе направам. А после кога го снимив првиот филм, значи имав таа среќа да работам со Катена и со Борче. Повторно потенцираме. Тоа мислам. Прекрасен момент во Да, твојот живот. тука се смени се сватев дека јас сум Кюбрик. Одлично, одлично. Во кој момент се дознава тој есенцијалот на врвниот гений во тебе? Не, шала на страна, да, значи сакав да пробам, затоа што видов дека фотографијата прилично окей ми оди и луѓето имаат позитивни коментари, што не изгледа толку изглумено како што изгледа коментарите за расказите. Така. Да. Значи имаше доста тапшање Значи на рамо. тука можеше да се примети некоја разлика дека е поискрена пофалбата, честитката за разлика од тоа која им дава раскази да читаат. Значи тука исто беа така доста со поддршка, ама сваќаш дека Има зад фасадата нешто друго. Дека веројатно ме мразат заради тоа што сум им ги пратила тие раскази. Океј, сега не било сигурно толку ригорозно, меѓутоа можеби твојот перфекционизам излегува тука на површина повеќе отколку. Животот е пред тебе, така што може и да очекуваме некоја збирка, можеби во еднина на раскази. Замисля се повампирам со тоа. Ништо чудно, додека сме кај Вампирите. И кај жанрот, морам тука да те прашам. Сите ги прашувам тоа, барем што допреле до хорор жанрот и се обиделе да го реализираат на наше тло. Кои се најголемите проблеми со кои што сметаш дека се соочуваат пред се авторите, зашто не би снимиле и зашто би снимиле, односно жанровски филм тука, и дали сметаш дека рецепцијата е еден од важните фактори, односно дали имаме доволно едуцирана публика за тоа да го свати јазикот на кој што е снимен филмот, или сметаш од технички пригоди дека тие се поголемиот причинител зашто не би бил снимен еден хорор жанровски трилер филм, што и да е. Па мислам дека публиката во Македонија нели не живее на Марс, па да не е свесна кои се тие некои правила на јазикот, на филмскиот јазик, така што сигурно рецепцијата би била на некое високо ниво, значи би биле заинтересирани да гледаат повеќе од задоволително, дефинитивно. Да, особено кога се појави трилерот за Сенки на Милчо Манчевски, кој што изгледаше како некој трилер хорор филм. Сите беа многу возбудени дека конечно еве го македонскиот хорор така нели се најавуваше, знам дека ја тогаш се подмочев од радост. Значи тоа беше некоја атмосфера таква што се создаде околу тој филм, што е индикатор на тоа дека да, публиката сака да гледа жанровски филмови во Македонија. Проблемот е повеќе во тоа што значи техниката може и да е до негде пречка. Така. Значи тоа што немаме искуство, нашите филмски екипи немаат искуство да работат стриктно жанровски филмови. Ама мислам дека главниот проблем е тоа што жанровскиот филм секогаш се сваќа као некој тип на би-продукција. Значи, тоа мислам дека е најголемиот. Значи тука авторски ти не се изразуваш, тоа се смета као проблем, нели као не раскажуваш некоја твоја приказна, туку влегуваш во жанрот и нели тука Холивуд секогаш се спомнува као нешто негативно, нешто што треба да се избегнува, као тие лузерите од Холивуд. Да. Значи, тоа е една тие лузерите Shining кои го имаат направено, да. Чудна ситуација скроз. Добро, за среќа имаме многу колеги што не го делат тоа мислење дека Холивуд е злота, така што они се една позитивна фина багра на уметници кои го движат светот напред. Позитивни лица во целата оваа работа. Генералното мислење значи на
повеќе на почетници, на аматери, на ентузијасти е дека ако се бавиш со жанр, ти не си автор, не се изразуваш, значи немаш твоја приказна што сакаш да ја раскажеш, туку сакаш да правиш нешто wannabe, значи као копија на копијата. Да, копија на копијата. И се смета дека тоа во Македонија нели би било луксус, заради тоа што ние секако Филмот е снимаме, скапа играчка. снимаме многу малку филмови и сега уште ако пробаме да правиме нешто што не е наша автентична приказна, која што нема да раскаже ништо за нашиот идентитет или за прашањето на децата бегалци. Мора тоа да биде во предвид и во случај не би било финансирано. Тоа ми е многу ме нервира што во секој долгометражен филм на некоја ниво се вклучува и некоја таква националистичка порака. Во транзиција сме, што да зборам. Значи, тоа е онака ќе си кажеш во овој филм нема да го има тоа и ете го. Да. Тука е. Дозирано е до тој степен да не го забележиш, меѓутоа секојаш ќе се појави нешто, значи децата бегалци, дали се тоа, дали е нешто идентитетот, дали нешто по црквата. Секојаш имаме нешто од македонштината во сите филмови. Као да е некое бреме што го носат режисерите, дека еве сега филм снимам и со филмов што ќе го гледаат сите луѓе на планетата, ја ќе го решам прашањето. Значи филмот не се прави за да се решаваат политички прашања. Апсолутно не е ни тоа ни целта, не е ни тоа ни појдовна точка зашто би се работел воопшто еден филм. Тој не ни одговара, никакви, не нуди никакви одговори, едноставно само поставува додатни прашања за самата ситуација. Така што да, се сложувам со тебе дека кога во даден момент очекуваш да не биде обременет со некакви тематики, се појавува така пресвртот, каде што ги гледаш тие ефтини теми со кои се обидуваат да се купат. Да, еден начин на купување можеби е тоа на симпатиите на. Па добро, ако е барем тоа, значи ако е на некој начин искалкулирано, барем да го разберам. Ретко кој и не го прави тој риск. Ајде, да се задржиме на тоа. Може да направиме тука кратка музичка пауза. Аха, идеме сега со песната од мајка ми. Така. Сјукси and the Vicious Spellbound, да, идеме со тоа. После тоа идеме со Хирошима Mon Amour на Ultravox, па со една повесела Heaven 17. Уживајте. Вие слушате Радио Калон 103, хорор емисијата Дансе Макавре, 196-то издание во студиото со Анаја Кимска. Заборавивме да ви најавиме на почетокот на емисијата нашиот драг и ценет колега Бојан Анастасов. Заслужно е на неговиот втор одмор оваа година и нормално некои луѓе него не имале својот прв одмор, меѓутоа ние одлучивме дека Боки дефинитивно работеше најмногу оваа година и заслужи да ги има дури два, така што го поздравуваме на кој дел и на ривиерата и да се наоѓа и се надеваме дека овој пат ќе донесе некакви интересни доживувања. Пример од нудистичката плажа која што ги должи. Океј, преминувам. И негова чест идаме преку термин, значи плюс што половина сат. Одлично, одлично. Поздрав, океј. Во овој сегмент, додека бевме надвор од емисијата си зборувавме за воените полиња кои што ги имаме извојувано со Ана заедно на нашата мила и фина катедра. Меѓутоа, додека сме кај освојување на планини, врвови и чуда од најразличен релјеф, тука доаѓаме до сегментот на емисијата кој што го посветуваме за еден преглед на хорор филмовите кои ми имаат оставено најголем белек на моите гости. Во дадениот случај ќе ги слушнете изборот на Ана и како што веќе го најавивме еден од филмовите секако дека е Суспирија, претпоставувам дека и тој ќе се најде на твојата листа. Да, значи ја многу уредно, вака пошто е нели почеток на септември. Тоа морам да те пофалам, значи уредноста дефинитивно и со музичкиот избор и со твојот избор на филмови е врвна. На едно листче со тенки широки линии се спреми список од 10 филмови што ми имаат оставено впечаток. Седи пет. Добро, значи вака се озбилно. Зарем не бевме цела емисија така. Сега озбилно од сега. Така. Значи Суспирија го спомна, беше мислам дека нема потреба да
влагаме повеќе во него. Освен еден дел што не го кажав преска кога го спомнав моментот нели со интернатот и професорите и се тоа, значи тоа беше повеќе муабет за содржината. Така. Има нешто и во формата кај Арџенто, кај режисерот така, што ми има направено влијание. Тоа е тоа што он користи многу бои. Колоритот. Да, и дури користи бои онака симфониски јаки и не соодветни, може би кажале, или повеќе не вообичаени. Така, зелена беше, мислам, во доминира и црвена. Црвена има доста во Суспира. Виолетова и сина имаше во Инферно, ако не се лажам. Да, тоа се дури безобразно силно пуштени, интензивни, значи као диско атмосфера. Да, меѓутоа тоа му дава посебен шмек. Ако веќе од Марио Бава тргнеме, да ја анализираме италијанската кинематографија, конкретно жанровската, мислам дека тој е баш наследникот на смелата употреба на бој. Мислам дека да не беше италијанец, веројатно немаше да го имало во него, дека кога би бил роден на некое англосаксонско подрачје, би бил многу порезервиран. Суф да, и соодветно земјени тонови најверојатно би преовладеа. Не толку впечатлив како што е. Меѓутоа, екзибиционизамот во контекст на колоритот и дефинитивно му го дава тој драж и тоа остава огромен печаток на голем број на денешни хорор режисери кои што како Андреас Маршал, како авторите на Амер на пример, кои што исто така смело застануваат за таа употреба на тој моќен колорит. Така што има направено големо влијание. Да, покрај боите и употребата на музика. Дефинитивно, Гоблин. Што, да, користи така многу интензивна музика, значи симфониска, многу моќна, што некаде дури може да изгледа и пренагласена, значи премногу да ги открива тие страшни. Се е пренагласено во неговите филмови, едноставно сака сите сетила да бидат бомбардирани. Така што тука веќе не зборуваме за создавање на саспенс преку идентификација, туку целосен напад на сетилата. Така. Значи тоа е некој стилизиран свет што он го гради и што целосно се одвојува више од реалноста. Влегувате во една кошмарна визура на... Значи го прифаќаме тој свет што он ни го дава на почеток, влегуваме во тоа. И мене многу ми се допаѓа тоа што он е стилски конзистентен, значи го гради тој свет, се гледа дека е некоја визија што има создадено и не станува збор за никаква импровизација или склоп на работи што во моментот го инспирирале или го биле интересни. Туку еден конзистентен, хомоген стил кој што има моќ да те внесе во тој свет, да те принесе во некоја друга реалност. Да те задржи. И да ти ја вози приказната. И се тоа се случуваше се до 90-тите години, кога беа неговите последни валидни филмски остварувања и пред да се фрли во банализација на адаптирање на класични култни дела од литературата кои изгледаат на шо-левел филмови. Okay. Добро, он секогаш нели го има тој некој флерт со B-продукција. Меѓутоа, Дракула и флерт со B-продукција е лоша комбинација. Да. Без разлика на сеприсутната голотија која е во филмот, дефинитивно ни Азија Арџенто не може да го подобри квалитетот на сниманото дело. Воопшто не е меродавно, знам, меѓутоа тоа е единствениот валиден фактор кој што машката популација може да го даде. Продолжувам. Добро, уште еден филм што ми бил многу влијателен. Веројатно и повлијателен од првиот кој што го спомнав, ама сепак Суспирија го издвојувам заради тоа што уште од детството ми има направено влијание, некој лично ниво ми е многу важен. А вториот кој што има направено реално влијание, значи во тоа што ми е некоја филмска естетика и начин на гледање, значи прво како гледач на хорор филмови, е Розмерис Бејби, значи бебето на Розмари на Полански. Пред да почнам да зборам за филмот, би сакала да кажам дека обично кога зборувам за хорор филм, зборувам за филмови со духови или со вештарки или со некакви култови. Значи не зборам за она што е слеш хорор, каде што имаме некој серијски убиец или не знам масовен убиец. Тие обично предизвикуваат нели ужас како филмови, ама не ми создава доволно саспенс за ми остане филмот во сеќавање. Значи гор аспектот ти го тргаш на страна и се фокусираш повеќе на тие каде што невидливото е најстрашното. Тоа што се нечовечки сили, значи Supernatural, онака надприродните. Дури нематериализирани, значи кога има филм со зомбиња, исто тоа не ми е нешто
драго, не ми ништо што би го гледал. Фер. Секој си има свој вкус, затоа хорор жанрот е толку богат и племенит, што има огромен број на поджанрови, кој што на пример љубителите на зомби филмови очигледно заради маската, односно заради специјалните ефекти би гледале, не знам би ги гледале, заради суспенсот кој што на тој начин е постигнат и баш уживањето во би-левелот, некои триш естетиката ја вреднуваат повеќе. Затоа ми е најинтересно да ги гледам овие избори на моите гости кои од различен аспект допираат до хорор жанрот. Зошто Розмарис Беби? Ова култно остварување. И дали ја погледна ТВ адаптацијата од оваа година? Не, уствари сега кога ја правев листава видов дека има таква адаптација. Супер. И видов некои фотографии од таа адаптација, не ми изгледа многу добро, не знам како изгледа стварно минисеријата, колку што видов станува збор за некои 4 епизоди така минисерија. Да, исполирана ТВ продукција од режисерка која што има учена од Кишловски. Буквално, меѓутоа тоа не би требало да биде толку исполирано. Не, меѓутоа спакувано е за американски гледач, така што тоа си да, баране. Јасно е како изгледа продукција 2014 што е правена во некоја. И се обидуваат да направат паралела и со другите дела на Полански, посебно The Tenant, така што имаме шетање малку во самата основна сценарио. Меѓутоа зошто ѓаволчето на Розмари? Беби ми е особено впечатлива како приказна пред се. Така? Значи ова е филм сниман според роман. Айра Левин мислам дека беше, да? Значи адаптација на роман е сценариото и тоа многу точна, многу прецизна адаптација. Значи јас го читав романот и имам направена една адаптација во драмски текст од тој роман. Одлично. Значи таа пред некои 3-4 години ја правев, кога студирав тоа драматургија сценарија. Така? Значи имаш одбрана одлично дело. правев адаптација на тој роман и тогаш имаше некои луѓе што слушнале дека ја пишувам таа адаптација и што ми пишуваа као пази што правиш, затоа што адаптацијата ми беше направена во скопски контекст. Значи ликовите беа сместени во Ристиќева палата живееа и тука им се случуваат тие некои проблематични работи, така што и самиот култ нормално беше принесен во Македонија. Многу јасно како би изгледало на наше тло, многу јасно. Значи се беше некако пренесено во подземјот ресно Скопје. Одлично. Беше некаде во 70-тите години лоцирано. Така што почнав да добивам такви некој чуден фидбек од луѓе што слушаа дека правам таква адаптација, као би ме изненадило да не добиеш, реално. Немој многу луѓе да дознаат дека ова го правиш, дека немој до крај да го завршуваш. Може да се појави антихристот, страшно. Да, стварно јас се надевам дека нешто такво ќе се случи барем. Би било добар маркетиншки аспект онака. Да. Така што дури во еден момент викам као чекај да и јас да се појавам во форма на антихрист, никако да кажам дека еве го антихристот. Отелотворно. Ете го се појави, се изнервира од студенткава на драматургија што прави адаптација за мене, па. Морам да бидам се присутен. Морам некако да се појавам да кажам дека ова не е вистинската слика за мене, јас сум многу фин. Да, само муабети ми вадат, окей? Значи, тоа е филм што генерално ми има оставено силен впечаток. Особено ми е интересен и женскиот лик. Значи сите работи што и се случуваат, нормално ќе ми биде интересна кога е централна фигура. Многу јасно, сигурно Касаветес не е. Ама на страна тоа што е протагонист, значи ако ја гледаме и од некој друг и од родов аспект. Баш заради тоа е прекрасен лик за анализирање. Ако го анализираме и од тој аспект, има тука доста материјал, да. Има нивоа. Тоа би не огледало малце на страна од хорор жанрот, така што не мора сега оваа прилика да навлегуваме во тоа. Меѓутоа секогаш родовите димензии биле доста значајни и за самиот хорор жанр, нели секогаш имаме таа gender politics која што се применува и ни самиот, затоа постои нели финална девојка концептот и затоа постои во дадениот случај сета таа затвореност во самиот простор кој што е присутен во филмовите нели и на Полански во цела трилогија, значи во Тенант и во тоа е многу интересно прашање ствари сега што го постави вака како тема за разговор. Заради тоа што јас кога го пишував сценариото за Надворе ладно, имав ставено главен лик да бидам млад професор. И во описот на ликот, уште пред да го имам одберено глумецот кој ќе го толкува ликот, имав предвидено тоа да биде некој млад и убав дечко, значи така веројатно плавичок,
понежен. Тоа ми беше планот, значи Фер. таков глумец барав. Другар ми Бранко што е сценарист, ми Така. сугерираше зашто не ставиш девојка да биде. Нели као вика повеќе ќе ни биде жал за неа. Так. Повеќе ќе се идентификуваме со целиот. Да, филм, симпатија ќе као- побуди, се Да, разбира. значи вика ова е улога за женски лик. Така. Ама јас некако веројатно како жена режисер Така. ништо не ме влечеше на така. Немав потреба, као веројатно на некое, не знам, такво по исконско ниво. Немав никаков сексуален драйв кон тоа да ставам жена за главен лик во ситуација кај што треба да биде жртва. И наместо тоа ставев убав дечко. Така што скроз е веројатно според ова. Значи митот за жената во хорор филмот као таа што страда, таа за која што нели секогаш веќе се плашиме, да биде изграден заради тоа што генерално мажи биле режисирани на тие филмови. Да, меѓутоа, барем во оваа емисија ги поддржуваме режисерките кои што работат и ги истражуваат ова поле. Конкретно, значи, барем во добра комуникација сме со таа екипа предводена од Джени Силвија Соска и бранот на млади режисерки кои што се пробиваат низ Холивуд со нивните така, ајде да кажеме, маркантни остварувања кои што од краткометражен, што од долгометражен формат, зборуваме за жанровски филмови, кои смело ја дискутираат поставеноста на жената во хорор филмот и имаат моќни женски архетипови кои не подклекнуваат на таа стигматизација за која што зборуваме, таа опредметување и поистоветување на тоа ниво дека станува збор за ранлива група која што мора да симпатизираме. Да, туку имаме приказната дека голата девојка секогаш прва загинува. Не, тука имаме бедес девојки кои што ги убиваат сите, така што. Да. И тоа треба да се запамети во хорор жанрот. Продолжуваме. Да, значи вака овој преглед избор некој што го имам направено е генерално со малку постари филмови, значи ретко имам некои од поновите продукции. Така што целата оваа уствари, целата проблематика на жената, да, присутна е во сите овие филмови што ги имам. Забележливо. Значи, особено ако зборуваме за Виридиана на Бунјуел. Генерално овој филм не се ни смета за хорор, ама мене беше ужасно дека го гледав. Значи ја разбирливо. Разбирливо. Бев реално исплашена. Така, значи. Значи таму има ликови кои што знаеме дека се луѓе и во ниеден момент не се сомневаме дали се или не се. Така. Значи станува збор за силани кои што се до таа мера закрепостени, да кажеме, или необразовани. Така. Што веќе нивниот хуман момент е доведен во прашање, значи нивниот човечки расудувачки момент. Веќе доаѓа до некоја ниво каде што ние можеме да ги гледаме нив како закана, како недоволно разумни суштества, што може и не се луѓе. Така. Што веќе води не знаеме што прават, значи не пресметливи. А од друга страна, тоа што нели се луѓе, обични луѓе од народот, има еден елемент што ги прави уште пострашни, заради тоа што нашата главна протагонистка не ги препознава како закана. Значи тие се може да се инфилтрира многу лесно меѓу нас. Ама нивниот, значи тој нерафиниран, некултивиран, некој дивјачки нагон е толку силен што тие во еден момент престануваат да бидат луѓе. Опредметен хаос. Да, може. Значи тоа е филм што никаде не е напишан како хорор. Меѓутоа ликовите по дефиниција и тоа како. Да, на сите овие силани, значи тука што се дело таа некоја заедница каде што доаѓа Виридиана, се реално многу страшни ликови. Значи цела заедница може да ја гледаме како некој антагонист. Одлично. Така што ова е филм што исто би го издвоила како хорор. Мило ми е што се наоѓа тука на оваа листа. Рушиме бариери. После тоа би сакала да издвојам уште еден интересен хорор филм што е нетипичен за жанрот. Тоа е Санта Сангре на Јодоровски. Одлично. Големиот Јодоровски. Да. Скоро све од него. Добра, Санта Сангре, значи многу брутален. Едно крваво патешествие низ многу брутален филм, напад на сите сетила, значи исто многу бои, исто многу. Нешто слично на Арџенто, да. затоа што до толку нагазено што е веќе тоа доведено до абсурд. Да. Веќе во еден момент тоа престанува да биде хорор и станува нека бурлеска. Иако има толку страшни сцени што ќе уствари го имам гледано случајно на телевизија како мала, значи нешто слично како Суспирија. Тоа претпоставам дека има оставено моќен впечаток, а и тука надреализамот ќе заеме кај Јодоровски кој е присутен уште од првиот кадар во сите негови филмови, така што
еден потентен филм. Да, ова ми би е рекол. уствари филм каде што најстрашните сцени од циркус ги имам видено некогаш. Се надеваме дека American Horror Story оваа година ќе го надмина тоа. Да, ќе видиме. Значи, тие сцени во циркусот што се случуваат се толку Надвор од контрола. расширенати, да, е некако на неколку нивоа пратиме што се случува, значи таков као малку масовен филм. Нели? Да. Не пратиме само еден лик цело време. Уште еден автор кој што цели на бомбастичност и кој што не го интересира кои се правилата кои ќе му бидат наметнати, односно мојот филм вака треба да изгледа е дефиницијата на Јодоровски, буквално атак на сите постоечки и непостоечки сетила. Да, многу интересен филм, значи од 89-та исто така малку постар, се чувствува тоа кога се гледа дека филмот Да, не е меѓутоа точно време. остава трага. Остава трага дефинитивно, значи има многу сцени што се памтат. Значи особено сцената со сечењето на рацете. Така. Не се заборава. Одлично изведена пред се, од технички аспект. Да. После тоа би сакала да го изводам, да го издвојам, The Blair Witch Project. Одлично. Значи, нема висок рейтинг филмов меѓу филмската критика, не се смета за некое големо остварување. Мене ми е фасцинантен заради тоа што целосно ја крши формата филмска, значи Точно. како се поставува експозиција во вед, што е како изгледа сето во еден игран филм. Точно. Тука све е скршено, значи идеме со документаристички пристап, идеме in medias res. Имаме Имаме верите аспект. само еден телоп имаме на почеток што не објаснува ствари која е ситуацијата и тој телоп го заменува во нешто би било експозиција од некои 15 минути во класичен. Да, сумирано на некаков се рудиментарен сумирано, начин. значи, исто така нели документаристички запишано како Found да, footage, да. Да. И филмот почнува in medias res, тие веќе се во шумата, Така. веќе истражуваат и многу е интересно заради тоа што тие што се нели како главни ликови ставени, тројцата млади, се филмски студенти. Да. Така што тука малку се проблематизира и прашањето на Аспектот на снимањето и што кога што е се вистина, што не е вистина. кога се прекинува со снимање. Па и како една автореференција ствари за самиот Да. процес на стварање филмови. Така што тука малку исто нели можеме да се тргнеме од жанрот и да зборуваме за таа автореферентност некоја на филмската уметност. Тоа што е многу интересно е исто женскиот лик, затоа што секогаш нели како што више кажавме, женските ликови се тие што нешто трпат. Тука има еден монолог што женскиот лик го кажува директно во камера, Так. што кажува дека она е крива за се што се случило, ствари презема одговорност. Првпат го јамува вака и тоа директно во камера го Да, тоа е тој Че се статичен гледа дека- идол се гледа дека кадрата. тоа е намерно. Да. Дека е дел од некоја поента на режисерот. Режисерите оствари, пошто двајца се режисери во случајов. Да, и еден поуспешен од другиот. Да. Зборувам за Едвардо Санчес, А, добар пријател и на оваа емисија. Поздрав. Супер. Значи, Не знам дали го имаш еден од неговите последни Lovely Molly гледано. Исто ја тематизира начинот на снимање, барем е доста сличен со Blair Witch Project. Главна протагонистка, антагонистка, значи имаме тука поигрување со главен и моќен женски лик, така што би ти го препорачал чисто онака во контекст на начинот на кој што работи еден исчекор од сосема друг правец, меѓутоа во истиот медиум. ова е многу интересно генерално оствари за целата филмска уметност како начин на носење на веризмот во филмот до едно ново ниво. Дефинитивно ова е breaking point и од една страна Холивуд свати дека со многу малку пари може да заработи милиони, ова е првиот филм кој тоа го направи, и од друга страна ја скрши таа нели бариера која што денес е повраќаница, како што ја нарекувам во хорор жанрот, заради тоа што реално секој втор филм што го гледам е во овој формат работен, меѓутоа ретко кој заслужува да биде издвоен дека е валиден во било каков контекст, заради тоа што е overplayed таа карта и ретко кој е уникат. Мојот единствен проблем уствари со овој филм со Blair Witch Project е тоа што излегува многу такви после него. Заради тоа што почна еден неубав тренд, иако самиот по себе како филм и како идеја носи нешто што е многу интересно за филмската теорија генерално. Направено
многу години претходно со Cannibal Holocaust, меѓутоа Ед ми кажа во дадена ситуација дека го немал гледано Cannibal Holocaust кога го проектирале филмот, така што го добиле филмот на самата проекција онака и као нешто е направено пред вас едно 20 години и као Значи на истиот начин како документарно да, дури и таму има сосема нова димензија, антрополошка форма, кои се девијациите, дали ние, дали луѓе, дали девијациите, дали ние човештвото, така што таму е во сосема нов аспект, меѓутоа проблемот на снимањето, додека се случува погубување на самите актери, кои што се камермани, е една тематика која што обработува и Cannibal Holocaust. Океј. Добра. Следен филм што би го издвоила е The Others на Алехандро Amenábar. Одлично. Значи ова е еден од поновите филмови што ги имам тука на листата, 2011. Овој филм го гледав од прилика негде во периодот кога сватив дека ме интересираат филмови, дека сакам со ова да се бавам. Бев фасцинирана од тоа каков пресврт има филмот, значи што се случува. Сега се извинувам ако даваме спойлери. Не, сите го имаат гледано The Others, предпоставувам. Па се надевам дека го имаат. Колку делото беше влијателно за да го гледаш, заради тоа што сепак. Колку Turn of the Screw. Аха. Не, прво ствари го гледав филмот, така? Многу покасно ја читав книгата. Така? И искрено филмот многу повеќе ми функционира отколку Одлично. романот. Иако романот нели е така малку поотворен, остава малку повеќе Простор простор на читателот. за фантазија. The Others има еден од најфантастичните присврти во хорор жанрот, значи веројатно после ова веќе не можеш да направиш толку големо изненадување како ова, дека тие што цело време мислиме дека се жртвите на крај излегуваат, дека се тие што се као агресори. Така. Значи протагонистот најнаш се трансформира во антагонист во целата приказна. Мислам дека тоа го направи подоцна баш тој неочекуван твист. High Tension, не знам дали го имаш гледано, францускиот екстремистички бранд, мислам дека тој филм го направи исто неочекуваниот пресврт каде буквално поигрувањето со тој шаблон за кој што зборувавме. Да. Финалната девојка всушност станува девојката која што го нанесува злото. Нешто што е unheard of, значи нешто што тоа што е неочекувано, само тука и во друг контекст плюс ставено, да. Значи тука веќе има и некој културолошки феномен кој што е обработен. Добро, значи The Others ставаме за тоа што веќе. А зошто Тесис не е, на пример? Тесис заради тоа што станува збор за убиец. Иако на почеток изгледа дека ќе биде нешто интересно, од кога веќе влегува во куќата и тука нели во тој некој во таа стапица на убиецот, тука веќе ми паѓа интересот за филмот. Не, мислев да е заради тоа што станува збор за студентка, нели сепак теза. Тоа е привлечниот аспект, дека нешто зад кулисите во факултетот се случува, нешто тоа. Значи мине цело време онака надежите ми беа до полафондо дека го гледав и кога дојде ствари она нели најбитната сцена, кулминацијата, кога сватев дека станува збор за убиец. Така ти падна очекувањето веќе на нула. Океј, гледам тука имаме уште неколку интересни. Уште еден стар филм, значи од 60-ти години француски, што ми беше така некако интересен и чуден кога го гледав. И доста влијателен. Да, многу Eyes влијателен. Without a Face. Точно. Значи целата приказна со девојката без лице што никаде ја чува дома и никогаш не излегла. И нејзините родители што страшно уникатно прават некои лоши работи за да ја помогнат на својата ќерка. Или одмогнат. Значи целата приказна ми беше фасцинантна. Самата приказна, мислам, и дури да не постои филмот, да се слушне како приказна, ствара некои многу моќни слики. Значи, самата синтагма као девојка без лице. Доволно говори, барем оставило доволно голема трага во филмската воопшто историја, заради тоа што еден Педро Алмодовар нели го користи целиот тој мотив со The Skin I Live In. До ден денес, значи. Да, тука го имаме. Голем распон на тој докторот кој воопшто целиот концепт на правење на доктор на најразлични операции, менување и замена на идентитети, основоположник. Помагање на некој што не ја сака, како што ја мисли во случајот со Алмодовар. Така што за ова зборуваме за сршта, односно за основата од каде потекнуваат овие идеи. Топло препорака за сите љубители на филмската уметност. После тоа имам некои јапонски филмови.
Да, издвоено, од кој што двата се прекрасни. да, значи едниот е аудиција, другиот е Confessions. Многу ми е мило Confessions што го гледам на нечија листа, ако ти се верува. Мислам дека многу малку луѓе му посветиле внимание на овој филм. Начинот на кој е направен и како одржи еден гледач до последна секунда. Формата е многу добра, Да. кај него има некој минимализам во извидбата и некоја многу интересна употреба на бои што се ствари интензивни, ама сценографски се така речени да не бидат шарени. Значи Не се до тој степен нападни како што веќе тоа зборуваме. Тоа е нападни заради тоа што се е суптилно направено, се е некако речено внатре во самата сценографија, внатре органски во сцената што се снима. Не е ништо од надвор ставено, значи не се светлата нешто упнати под зидови. Не, нема колорит таков бесен. Да, не е значи арџентост. Не, воопшто. Делува многу смирено некако и еден од филмовите со најмногу суспенс. Е толку брутално кажано така, као најстрашната приказна некој да ви ја прераскаже со најнежниот глас, барем така го доживувам филмот. Тоа е секогаш тоа е кај јапонците, значи нивните хорори се 3/4 од филмот се многу нежно раскажани, за да додеме до кулминацијата. Каде што се соочуваме со злото. Што е страшно и каде што гледаме слики што веројатно не знам на ова тло не би ни текнале, значи сосема друга култура, некоја со друга митологија што носи со себе. Тука се надоврзуваме до Audition максимално, значи. Да. По дефиниција Audition одговара на твојот опис. Тука одма гледаме дека станува збор за филм што доаѓа од некое подрачје што нам не е далечно. Значи ако ние сме како Балкан одредени на еден начин како култура, ја имаме западната култура исто што не е нели освоена и која што ја чувствуваме како наша. Најнаш имаме нешто од страна од Јапонија што ни доаѓа и што ни е комплетно нејасно како може ваков спој да се случи. Очигледно Такаши Мике знае да го постигне тоа на најсуров можен начин. Многу чудни пресврти откриваме нешто за ликови за кои што не очекуваме тоа да го откриеме. Луѓе кои што на прва не изгледаат сосема безопасни, во кои што никогаш не би се сомневале. Меѓутоа какви сцени знаат да предизвикаат и од маздата како еден движечки мотив. Мене многу ми е забележливо, интересно и интригантно во самиот филм ми е социокритиката на јапонското општество кое што Такаши Мике не само во овој филм, во неколку ја прави, меѓутоа тука колку суптилно се протнува за тој тоа Токио кое што се разградува малку по малку. Од една страна семејните вредности нарушувајќи ги, од друга страна као се го гледате светка, се е во билборди напластирано, меѓутоа има јадеш во сето тоа. Има еден дел во Такаши Мике што ме потсеќа на битниците во Америка. Значи, онаа критика што не му ја упатуваат на Волт Витман. Така. Или во песната на Гизберг, Витман е каде сега твојата Америка. Значи, Такаши Мике во сите негови филмови како да им се обраќа на сите тие некои рецидиви од времето на славната Јапонија. Да, оставништво, Куросава и па дури понапред, поназад во времето. Понапред. Значи како да им се обраќа со некоја иронија за тоа дека тие веќе немаат место во овој свет, зашто некои луѓе уште се држат од тоа. Така, тие догми се мртви и нема што да никне од нив. Тоа е многу интересно. Моќен филм, дефинитивно силен женски лик. Што имаме друго на уште еден филм, многу интересен исто. Whatever Happened to Baby Jane. Значи ова е како некој тип на камершпил, значи све се случува во една соба во куќа. Така. Исто така имаме пресврт тука, значи тој што цело време очекуваме да биде лошиот и мислиме дека е лошиот, значи го напаѓаме и го мразиме дека го гледаме филмот. На крај дознаваме дека всушност е вовлечен во некоја таква пасивна агресивна игра, самиот да чувствува дека е виновен, а всушност нема причина, другиот е тој што цело време ги прави тие некои злобни дела. Тоа е поигрувањето со перцепцијата на ликовите, а одлично адаптирливо, односно веќе е направено во форма на театарска представа, нели самиот избор на локацијата, како што веќе напомена, си го нуди од себе тоа да биде изведено на театар. Најдобар избор за тоа, не знам.
Меѓутоа има клаустрофобија и во себе. Имам овој многу филм. клаустрофобија, особено заради тоа што ликот кој што нели мислиме дека е протагонист дека е добар е исто така во инвалидска количка, некако затворена во една соба што нема многу физички можност да ја напушти и некако затворена во тој однос со сестрата која што делува како нели некоја што ја мрази, која што ја носи глувци за поедок на Така. млеко. И најнаш ми е чудно како оваа жена издржува. Како воопшто до Значи, сега е жива. Како постои овој тип на однос и каков човек е сестра и што го прави ова. Значи, ние цело време мислиме дека она е нешто нехумано. А од друга страна излегува нели дека приказната е Сосема дека друга, веќе се сестра е таа која што цело време Тоа е поигрување. носи некое чувство на вина непотребно. Меѓутоа одличен филм, баш само заради манипулацијата со ликовите, е еден филм кој што исто така треба да биде погледнат барем неколку пати од нашите слушатели. Слагам. Целата атмосфера е многу хорор, иако немаме директно крв во филмот. Да, меѓутоа се постигнува, како што самата кажуваш, со најразлични елементи кои се врзани за самата сценаристичка обработка, заради тоа ги потенцираме овие аспекти. Кажи ми, зошто модерните филмови сметаш дека имаат загубено, модерните хорор филмови, што имаат загубено од старите мајстори, како што се Полански, како што веќе споменавме, Јодоровски. Што мислиш дека новите филмови имаат премногу што не може да ги направи култни? Пред се. А потоа добри. Мислам дека најмногу храброст имаат изгубено. Значи, храброст да бидат креативни, да создаваат слики што до сега не се видени. Значи, се оди цело време на некоја таква линија на помал отпор дека се е веќе создадено, ама се било создадено и во 70-ти години, па дошле луѓе како Арџенто и создале нешто тотално друго. Дошле луѓе како Карпентер и Кроненберг и смениле поим за нема шанси се да биде создадено, значи постојат многу комбинации на светот што може да се прават и да создадат нови слики. Точно. Проблемот со современата кинематографија ми е тоа што, мислам, современата хорор кинематографија, тоа што се оде по некои шаблони. Значи, овие што се холивудските филмови, секогаш имаме или некое друштво што оди на роуд трип па влегува во најстрашната колиба од сите можни, знаеме како завршуваат нели на крај, или имаме некоја таква многу среќна фамилија што конечно собрала пари за да си купи куќа и купува куќа каде што веќе има некои жители. Так, не се единствените кои ја имаат наследено. Така што тоа ми смета, значи кога ќе видам таква експозиција, таков вовед во филм, веќе можам комплетно да го изгасам филмот и да мислам дека сум го гледала. Меѓутоа имаш постмодернистички поигрувања како Cabin in the Woods. Во тој аспект кој си поигрува со шаблоните на тоа друштво загубено во шума, кои што налетуваат на таква куќа со повеќе слоеви. Да, сега има и многу отстапувања од жанрот. Не одиме до крај со хоророт, почнува како хорор, па станува комедија, па имаме. Пак имаме нели страшни работи што се случуваат, ама некако видени не става призвана комедија. Сега конкретно вака по фестивали, че тоа е тој поджанр на хоророт што е најактуелен. Фер, меѓутоа го имаме, тоа мене барем најмногу што ми недостасува, е постигнувањето на тој заедливиот амбиент дека всушност гледате хорор филм. Значи, тој момент која го вклучувате Екзорцист и знаете дека злото е се присутно на екранот. Тоа мислам дека голем број на автори го немаат, барем Розмарис Беби, ајде ќе го земеме, затоа што говоревме за него во твојот преглед. Знаеш дека нешто не е во ред со светот во кој што е поставена Мија Ферол. Значи, знаеш дека е добар лик поставен во некаков микроуниверзум, во некој баш злобен environment, каде цело време те држи на нерви. Мислам дека модерните хорор режисери, барем во Америка, не се способни да ја истуркаат тензијата до крај и да го задржа вниманието на гледачите и одат со ефтини финти, со тие бу моментите као наглите поигрувања со звук, значи тие ефтини баш повторно ќе потенцирам финти со кои се обидуваат да ги придобијат, дали ќе земат актери коса црта манекени, дали ќе земат пренагласени бомбастични саундтраци, значи се оди на
Тоа мене ми недостасува. Поинаку се граде сега хорор атмосферата, нели? Се иде со некои усвоени техники кои што више се проверени, се знае дека функционираат, не се експериментира толку многу, не сакаат луѓето да губат пари во тоа. Се експериментира на мали проблемот. филмови, се уште оди тоа на континуирано го споменуваме те Амера вторите кои имаат нов филм, мислам дека се викаше The Color of the Beauty Side или така нешто, исто во джало фазон, значи експериментирање со многу малку говор, со многу бои, со многу close-up кадри, чуда, значи нешто што води потекло на италијанското джало, меѓутоа работено со сосема смела екипа што излегува надвор од тој жанр, значи имаме инди, буквално, пак се доведуваме до тоа ниво дека имаме инди автори кои што не може да добијат никаква поддршка од големите студија заради тоа што како што напоменуваш. Не е проверено тоа дека пали, значи демографијата од 12 годишни до 15 годишни девојчиња нема да ја задоволат овие актери кои што се обраснати како јети. Така што не е комерцијално viable нештото и зашто би гледале филм за двајца типци заглавени во една колиба кои што едниот се откажува од зависности, а другиот смета дека живее во филм. Значи зборам за еден од тие авангардни филмови кои се појави на Sundance, кој помина баш под радарот заради тоа што беше инди, затоа што беше таков мета хорор, меѓутоа нема пари во тоа очигледно и Мислам дека супер е што воопшто постојат тие такви остварувања и треба само да се има малце повеќе интерес, веројатно за да се дојде до нив. Проблемот е што некако публика, сега да зборуваме од оваа страна, тешко доаѓаме до тие филмови. Обично ги добиваме нели овие со задоцнување ги добиваме пред се. Да. Добиваме тие што се блокбастери, значи во Cineplex не носат инди филмови, носат само филмови што више направиле никаков финансиски успех. Или евентуално кога би можеле да ги погледнеме на филмските фестивали во Македонија, тоа се најверојатно филмови кои продефилирале на Кански или на Венецијански или на било кој друг од големите реномирана Берлиналето кои се појавиле, а без разлика на тоа што имаат посебни секции на тие фестивали кои што го таргетираат жанровскиот филм, или имаме еден филмски фестивал како Fantasia на пример во Канада, кој што е буквално светско првенство на жанровски филм, зборам за научна фантастика, трилер и хорор заедно, каде што имате 200 изданија на филмови кои се промовираат секоја година. Меѓутоа тие се избегнати од проста причина заради тоа што е непроверено нештото. Да, и нашите фестивали во последно време приметив за разлика од тоа, на пример, кога бев средна школка пред некои 10 години, сега сум многу по такви за публика филмови, значи помалку одбираат некои инди продукции, повеќе да со тоа што е проверено. И се почесто можеме да видиме добиено некаква награда, има добиено. Можеме да видиме филмови што веројатно ќе можеме и во друга прилика да ги видиме, значи порано памтам дека на скопски филмски се носеа филмови што ако не ги гледаш таму, веројатно нема никогаш во животот. Никогаш во животот нема. А сега можам сите на турен да си ги стимнам сите филмови што сега ги даваат на скопски филмски да не мрднам од дома. Тоа е една многу голема разлика во политиката на фестивалот. Да, и тука се нема ексклузивитетот пред се, меѓутоа сепак одењето во кино е одење во кино, гледањето на филм на удобноста на домот е сосема нешто друго, сепак. Да, различни искуства. Дефинитивно. Истата паралела ја правам како гледање на концерт на вашиот компјутер и присуствување на самиот концерт, така што е еден перформанс сам за себе. Може да направиме тука не кратка пауза, еден крај да направиме онака, затоа што муаветот оди кон бескрај, ние навлегуваме веќе во зони каде што... Мислам дека доволно беше и поздравот до Бојан, или од 2 до 3. Да, мислам дека тој беше валиден и круцијален за оваа емисија и се надеваме дека нешто од тоа ќе допре до него, барем така ментално. Може за крај на емисијата да слушаме две композиции, а тоа се на едната е на Handsome Family, значи него има саундтракот за True Detective, една минисерија со хорор елементи исто така во неа. Се живо и диво во неа имаше, се надеваме дека втората сезона ќе биде на ниво.
од тоа што го прочитав, да, треба да биде. И сосема за крај Ентони and the Johnson со Cripple and the Starfish. Ана, фала ти многу што беше дел од емисијата. Се надам дека Фала ви на вас. Мило ми е што не спиете. одлично до наредното слушање. Гледајте хорор филмови и плашете се.